Време повторно за гостување и тоа имаме ексклузивна информација која што верувам дека особено дамите ќе ги поттикне и ќе ги привлече да не следат со внимание, бидејќи за 25 години успешна музичка кариера нашиот денешен гостин Јоце Панов, еден од најбараните машки вокали во регионов, приредува за дамите нешто спектакуларно во денот на жената, во месецот на жените, бидејќи март е таков месец на жените. Добро утро, Јоце. Добро утро. Добре ни дојде. Добре најдов. Честитки за овој убав јубилеј. 25 години не е мала работа. Па не е мала воопшто. Воопшто не е мала. Сега кога ќе се сетам на таа 2000-та, 2001 кога почнав, како вчера да беше буквално, каде пројдува 25 години, кога настанаа сите тие настани, толку преку 50 песни. Се архивирали нешто тоа некаде? Има ли некој? Знам дека сега имаш тим кој што работи и ти ги леснува овие организацијски работи, но тогаш на твоите почетоци можеби беше потполно сам, па немаше време да ги архивираш. Немав, ама сега нон-стоп ми барат и нон-стоп вадам по оние естерни хардискови, цело време ми барат информации од тие од мојот прв концерт во Дом на културата во Штип, што го направи в 2007, па ми ги барат сите тие моменти и сега прават едно сише за цела ретроспектива на новие години. Среќен сум што ете направиле. Знам дека на телевизија од Штип исто која ме прати од самите почетоци. Исто направија едно 15 на минути како документарец исто за нашле, еве, они ги имаат во архива тие снимки од мои први настани тамо по Штип што сум правил, што сум организирал настани концерти, концерт на плоштадот за крводарители, каде што го соборивме рекордот тогаш, се сеќавам, на самиот концерт и ете, има убави се моментите кога ќе се присетиш на тоа што поминувам. Секако. Што би било ако ги занемариме тие наши почетнички првите чекори на штиците кои живот значат. Имаме влезници за најсрекните двајца, кои што ќе се вклучат, ама не сега, веднаш туку при крајот на разговорот. Ве повикувам сите вие кои на 8 март во Македонската филхармонија сакате да бидете дел од овој досега невиден спектакл за дамите, кој што Јоце го приредува со многу љубов, со многу организација и со многу луѓе се вклучени во организацијата. Ќе ни откриеш некои детали? Дефинитивно. Многу голем тим работиме, затоа што е значи со цел оркестар. И тука се воигра нели многу сегменти, распишување ноти, тоа тие што се музичари знаат како оди, распишување ноти за гудачи, ноти за брас секција, ноти за бендот. Мислам дека ќе има многу изненадувања, во многу наврати најавив. Гости ќе има? Ќе има гостин, еден гостин ќе има, ама се уште го држам во тајност, бидејќи дуетите со кои ги имам, Наум Петрески е веќе на настап, 8 март. 8 март е сабота оваа година и повеќето од моите колеги настапуваат некаде, секаде нешто се организира. Така да Дарко Филиповиќ исто му е многу криво што не може да биде присутен, пее некаде во Србија. Но ќе откријам, мислам ќе биде изненадување со кој ќе биде. Мислам дека мој совет е да не ги откриваш сите детали, нека биде тоа празник и изненадување и нешто што првично таму ќе го доживеат, бидејќи ако знаат се можеби и нема да им биде интересно. Па нема да им биде и ќе очекуваат, знаат што следува, вака има моменти. Од едно не така далечно минато, можеби па и е далечно, некои до пред 10-20 години, некој што редовно секој 8 март правеше музички празник за жените беше прекрасниот Драган Стојнич, за жал покоен сега. Човек кој отпеа легендарни песни од Била е тако лепа до многу други, еден човек и една жена, преубави песни кои ќе живеат уште многу долго после нас и тој беше врзан за Скопје. Значи, тој што и да се случуваше во текот на годината, тој на 8 март мораше на македонската жена, на македонските жени да им подари еден музички празник. Јас сум присуствувала на многу негови концерти, дури им ги гостувал во очи концертите и со солзи во очите и со невидена возбуда зборуваше за тоа колку македонската жена убаво реагира на музиката. Бидејќи ти си и во регионов сега доста присутен, популарен, ангажиран, што мене многу ме радува.
И кажи ми, правиш ли некоја паралела која женска публика е? Ти си генерално миленик на жените, иако имаш и машка публика, но генерално на твоите настапи, на твоите ивенти доаѓаат повеќе жени. Така е, така е. Па драго ми е што не само во Македонија, утре веќе заминувам во Србија, кај Леа Киш во емисија на неизина покана. Ме повеќе од се дојде да го меракме да го испромовираме концертот, иако е во Скопје. И среќен сум што секаде, морам да кажам дека сум среќен што поголемиот број е женска публика, но и од машката популација сум среќен што имам фанови кои се со години ме пратат на моите настапи и поминале безпрекорни години, безпрекорна младост, заедно со мене на тие настани нон-стоп и сега кога ќе се сретнам со некои, кога гледам со каков жар го кажуваат моментите како ни прошле на моите настапи, колку се забавувале, колку девојки упознале на моите настапи, колку работи им се случиле, така да среќен сум што имам и машка и женска публика, ама повеќето е женска и затоа одлучив токму 8 март да биде тој ден. Одлично. Покрај твоите песни кои ти веќе ги имаш 50 на песни. Па да, 50 веќе. 50, да. Ќе отпееш ли и нешто друго? Сите 50 се 90% тие 50 се паралелни на македонски и на српски јазик со дупли спотови, со така да 100 ќе дојдат. Во Србија кои песни најмногу поминуваат твои? Во Србија ти пеам песна, поминува многу ја сакат и тоа ја имам, ти пеам песна имам на српски, они ја сакат на македонски. Тоа е прекрасно. Тоа е И колку ја сакаат, ти по 2 пати да им ја пееш на македонски. Ти пеам песна, тоа е Ивана, Брига ме многу поминува таму, она прва што се памти, Нилија од љубави или Нилија од љубовта кај нас, Нилија од љубави е исто така многу, но која те претендира така за еден evergreen да остане можеби. Среќу несреќи е сега исто така многу голем хит. Среќу несреќи е релативно нова песна. Никоме не причамо нама е балада. Пред неколку дена една девојка објави некоја стори што се вози во кола во Србија и на радио оди мојата балада Никоме не причамо нама и на крај водителот на тоа радио најавува дека ретко добра балада, ретко нешто добро што ете тие моменти можеби за некој не значи, не ми значат премногу кога ќе видам такви искрени коментари дали на публика, дали на водители и тоа многу ми значи. Одлично. Дали можеби целиш надвор од регионов, диаспората, колку ја почестуваш диаспората со твои настапи? Па поредко сум пејач што поредко сум бил Холандија, бев Ротердам, сум бил Германија, сум бил Малта, бев само предходната година 3 пати бев на нивно барање во Малта. Има доста македонци кои консумираат македонската песна? Доста македонци и срби исто така, и хрвати нормално. Босанци, но многу сум среќен што Малта некако кога одам веќе како дома ми стана, бидејќи наистина има доста македонци, доста од нив ги познам и предходно и многу се едва очекуваат да појдам таму, но од типот на прекоокеански на Америка, на Канада, на Австралија не сум бил се уште. Не дека не сум можел, но не би бил фокусот насочен конкретно да одам таму. Фокусот ми беше повеќе на овие, како да кажам, па не би рекол балкански, добро, тоа е повеќе бивша Југославија, тие простори, што ги чувствувам како своји, како комшиски некако и тие се земите на кои се насочив сите овие години и фала Богу ја препозна добрата енергија. Добро поминувам и добро, но тоа не значи дека нема да одам наскоро. Имам понуди и од Австралија, и од Германија, и од Америка, така да мислам дека после концертот ќе се случат и тие договори. Да, ти посакувам вистински да ги посетиш земјите кои можеби ќе ти бидат фокус или земјите од каде најмногу ќе добиеш побарување, затоа што некогаш и самите македонци кои живеат далеку од дома си прават линк со пеачите, со бендовите и сакаат да бидат во текст. После оваа песна во Тугина што ја направив,
само 2-3 месеци. После таа песна Таа ти е можеби најтажната песна во репертоарот. Најмногу понуди од Австралија, конкретно од Америка, имам после оваа песна. Да, ние во Тугина ќе ја чуеме на крајот на разговорот, откако ќе ги вклучиме гледачите кои што ќе се изборат за две влезници на 8 март, сабота се паѓа прекрасен ден за концерт, за посета на филхармонија и јас мислам сите вие кои што ја сакате македонската убава песна, особено Јоце Панов кој што даде многу во овие 25 години, треба да си ја пробате среќата. Во Тугина беше за мене изненадување да ти кажам кога ја видов, затоа што малку ме растажи. Малку ме растажи песната. Беше фокусиран на луѓето кои ни заминуваат? Па да, токму на тие наши, ете, како да кажам, македонци кои навистина за жал, ете, во голем број се надворот од државата и многу, знам дека многу ги допираат такви моменти. Јас имав неколку песни, а тоа е Нили од љубов исто. Во нејзе исто на некој начин се опишува кај си ти, кај сум јас на две страни. Исто и гледа мојот град исто ми е композиција која е со таква содржина. И кога ми ја понуди оваа песна, првичната беше у туџини на српски јазик. Направив препев овде на македонски. Знаем веднаш дека тоа е тој точно во одреден момент ми беше понудена и знаев дека е на некој начин судбински дека морам да ја испеам. Најде на многу добри коментари. Одлично. Како реагираат твоите ученици? Ти си професор по музичко образование во гимназијата Јосип Брос Тито и знам дека и таму постигнуваш, помеѓу се останато постигнуваш и таму да одговориш на твоите обврски. Ги пеат ли твоите песни? Ги знаат ли твоите песни? Ги знаат. И тоа ме радува, дали веруваш дека тоа ме одржува, да останам и да го работам. Тоа иако навистина е напорно со сите овие ангажмани. Но, пак ќе кажам, таа енергија од учениците таму, кога ќе отидам на час, кога ќе влезам, секој знаа да ми изненадат кога ќе влезам да запеат моја песна, на само влегување, место добар ден да запеат моја песна и многу се тие пријатни моменти, многу се убави, па да кажат професоре ве гледавме на интервју, тоа ни се допадна многу, ова кога такви коментари и таа, пак ќе кажам, таа енергија, тоа е нашата млада, нели, авангарда која очекуваме да стапи на сцена и да доаѓа на тие концерти, настапи после нивното школување. Среќен сум што искрено среќен сум што се вработив. Иако кога се вработив, да ти кажам дека не бев среќен. Да. Се вработи во еден специфичен период околу пандемијата беше тоа така, нели? Да, кога сите имавме прашалници. Тоа беше и причината. Но знам дека се пронајде и знам дека сето тоа ти дава една свежа енергија, но нас енергија ни даваат и гледачите, нередко, би рекла редовно. И токму сега сакам да видам кого имаме на првата линија. Добар ден. Добро утро. Добро утро. Секој утро. Секој утро и вам. Поздрав и до Јосип Панов. Благодарам. Ова е прекрасен ден што ни го разубави Јосо. Го пратам подолг период. Ја знам и неговата животна приказна. И баш ми е драго и такви луѓе треба да се поддржуваат во живот. Ви благодарам многу. Дали сме за две влезници за концертот на Јоце? Да. Одлично. Оставете ваш контакт телефон во режија и во рок од една седмица ве замолувам да ги подигнете влезниците од Алфа телевизија. Важи? Так, го поздравувам овој гледач и дали имаме уште еден гледач на втората линија? Имаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Љубов ден. Благодарам, кој ни се јавува. Многу голем поздрав до мојот предраг пејач. Му посакувам многу повеќе успеси, долги години, да е здрав и жив. Ви благодарам од срце. Да, дали сте и вие кандидатка и расположена да одите да си подарите еден прекрасен... Да си го видам во живо. Да си го видите во живо. И за вас истото важи, телефонскиот број ќе го оставите во режија, со името се разбира и во рок од една седмица ве замолувам да ги подигнете од Алфа телевизија вашите две влезници. Благодарам, се на љубаво. Се на љубаво и вам ви посакувам. Благодарам на убавите коментари. Кога радост ќе донесеме кај гледачите и кога
однапред ќе ги спремиме дека нешто прекрасно ќе доживеат на 8 март. И од сега навистина посакувам да можам и јас да присуствувам вечерта, ќе ти сторам абер деновиве, дали со сигурност. И ако не бидам физички, ќе бидам со мислите присутна со тебе, да знаеш. Ти си на патување, знам, Да, но како и да е, знам дека ова ќе биде посебно убав настан во кој ти многу се вложуваш, ти и целиот тим. Ти благодарам што ова утро дојде, ни го разубави дружењето. Благодарам и вам. И сега токму со она песна која треба да го пропатува светот, Печалбарската твоја песна, ќе ги поздравиме нашите гледачи, сите вие кои што имате некој далеку од дома, знам дека ќе ве погоди, ама па како што велиме секогаш и солзите се составен дел од животот. Многу среќа посакувам и за следните 25 години уште многу песни да направиш. И благодарам заедно и да ги поздравам сите гледачи. Ми е многу драго што ќе дојдат и ќе бидат присутни. И уште еднаш поздрав до сите вас во телевизија Алфа за целата поддршка овие 25 години. Секогаш ќе ја имаш нашата поддршка, бидејќи ти си значаен дел од Алфа телевизија низ годиниве.